Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. За почеток ви се извинуваме што почнуваме на време ова утро. Обично имаме, нели, како се вика тоа, тенденција да точним ова утро почнуваме на време, точно во 8 часот. И токму затоа треба да ви се извиниме, затоа што вие сте се калибрирале да почнеме малку подоцна. Особено вие што не сте редовни, нели, слушатели. Ивица, добро утро. Добро утро. Вчера македонската јавност ја потресе. Тоест не ја потресе. Не ли прими нешто многу. Информацијата дека Данела Арсовска прави партија. Се раѓа партијата Правда. Своето успешно владење со град Скопје, со навистина видливи резултати, Данела Арсовска сака да го предочи во политичка партија. Добро, видовме, демократија, секој може да прави партија, нели? Така што во тој контекст се разбира за унапредување на демократијата. Секој некој што смета дека има простор на политичката сцена, треба да се обиде и тоа треба да се поздрави, нели? Меѓутоа, она што сакам да го кажеме, и самото име на партијата, а и профилот е малку чуден, еве сега ќе кажам. Да бидем искрен, еве, на следните избори ќе ме изненади доколку ВМРО ДПМН не биде убедливо прва политичка партија. Ке ме изненади на вистина ако СДСМ има помалку од 30 пратеници. Ке ме изненади ако нема левица пратеничка група. Ке ме изненади ако ДУИ биде предоминантен како што бил во минатото. Но ке ме шокира ако еве оваа партија добие барем еден пратеник. Нормално јас тоа беше саркастично, се разбереме. Не, сакам да дека кажам, да не гледам резултатите во град Скопје сака да ги како се вика, да им направи индиго на државна. Сме зборувале со тебе, ако има простор на политичката сцена, еве сега вака да се обидеме да направиме една анализа. Ако и правиме анализа на резултатите од локалните избори, значи можеби постои простор за една, би ја нарекол, хиперграѓанска структура, која што поаѓа од овие зелени политики. Ако ги споиме овие зелени иницијативи што се појави во Скопје, Тетово, долека и Рудници на смртта Струмица и така натаму, и на 2-3 други места, тука има некој потенцијал, кој што сега ниту гледаме лидери, ниту гледаме било што. Меѓутоа, сакам да кажам, според гласовите и според профилот на луѓе кои што тоа го поддржуваат, дури и импресивниот број на гласови што го доби оваа од кандидатката на Зелен град, господјата, многу добро се постави. Тука има некој простор. Ивица, ти озбилно правиш сериозна анализа за простор и дали има Данела Арсовска простор? Не, зборувам, се види. Ме провоцираш затоа што знам дека секогаш кога ме прашуваш нешто, сакаш да кажеме нешто пред гледачите кое што е паметно, така. Не, ова е многу паметно, ама сега препаметно. Ова е препаметно за случај. Значи, прво ние зборуваме за најлошиот градоначалник во историја на Скопје после, не, дури пред Петре Шлегов. Најлошиот градоначалник, Петре Шлегов беше подобар. Континерите барем беа чисти. Чистито Петре, од Данела си подобар. И од никој друг. Од никој друг, само од Данела. Затоа те признаваме. Сега, најлошиот градоначалник во историјата на Скопје ќе седи, ќе прави политичка партија. Зашто? Значи, прво, да почнеме од Данела Арсовска. Сега, на страна тоа се карале со ВМРО, не се сакале со СДС, вака било, така било. Тоа го занемарувам. Како граѓанин на Скопје. Да. Анализирам. Данела Арсовска вети бесплатен автобуски превоз во првата година. Ние сега имаме бесплатен автобуски превоз само доколку ризикувате да се шверцате. Добро, секогаш бил така бесплатен. Значи,
друг бесплатен превоз не постои. Не, ама контролите се прилично остри. Ти поиш се возиш, да немам стапно. Да. И доварете тоа сега на крајот на кришта. Втора работа. Значи втора работа. Успеа да смени директори, да постави, да ги смени тие што ги поставила, да постави да ги смени тие што ги поставила. Нема едно јавно предпријатие со континуитет. Нема еден сектор во градот, од приватен транспорт до јавна чистота, нели мафијаши беа тие од јавната чистота. До нема еден сектор во кој госпожава нема покажано деклайн во Скопје. И сега она ќе прави партија и посакуваме среќа и се надеваме дека ова ќе ја тргне од локалната политика целосно и ќе ја остави на некој што навистина знае. И не, единствено треба да поздравиме, ама тоа е повеќе кон овие културни институции, каде што сепак доминираат Кои тие на мала речица што ја даваат не на тендери. ВМРО ДПМН да доминираат Ја мислев тие оние одборите Кит едно друго. Смит тие. Доминираат и од левица, меѓутоа Ама не е тие на битно. мало тендери даваат на фирми од мала не е речица, битно, на Артан битно е, Груби. знаеш, битно е што тие на свој плеќи ја изнесоа кандидатурата на Скопје за европска престолнина на културата И и ќе ја добија тоа. ајде да видиме. Ќе ја добија тоа Скопје затоа што како што разбрав конкуренција е Будва. А Будва има локална самоуправа тотален распад поголем и од Скопскиев. Овакво, така што интересно е, конкурираме за европска престолнина на културата и конкурираме за пораспадната локална власт. Ајде да видиме се. Знаеш што знаеш што ќе беше ефективен потек, затоа што после да речеме и така општинска дипломатија. Да ги викнеш колегите, нели Будва, ако ништо друго бар се разбираш кога зборуваш така. И да кажеш луѓе, ајде да поделиме овакво кандидатурава да бидеме заедно. Европски престолнина на културата. Како иде тоа? 2 дена у Ѓорче, па 2 дена у Бечичи. Абе добра, ама убава работа. Бечичи у Будва, така? По таа па општина. не знам во која општина. Веројатно, не знам. И како беа Бечичи, Рафајловичи, Да. после имаш... Не, ама добро, Будва е, Амусоличи. Будва е стар град, не знам дали знаеш. Да, тоа Ај сега да кажеме една работа како за наутро. Си чул нели за оној античкиот јунак Кадмо, што е од Либан. Тој бил со божицата Хармонија венчан, еден од основачите на античка Теба. Значи, покрај тоа, кога е протеран од Теба, тој ги има основано 2 града на Балканот уште. Охрид и Будва. Знаеш, така што еве. Некој линк можеме да најдеме тука. Либанска или фрска. Денеси двата се познати по многу турбофолк. Не бе и по култура се, овамо има Охридско лето, овамо има град театар, се немој така. Значи, висока култура има, не е само турбофолк. Има и Трокадеро. Така Абе, има и тоа, ама има и да речеме има и убава историја, има и нели убава традиција и така натаму. Јас знам последен пат кога бев во Будва беше преполнета со постери од Сандра Африка. Сакаш да кажеш кој веќе за Значи, култура споруваш? Да се вратиме, да оставиме Сандра Африка, да се вратиме на Данела Арсовска. Според информациите, Данела Арсовска ја прави оваа партија, адресат ќе се вика Правда. Правда, да. Правда, кој ше личи на руски вестник имево. Поима не. Нели имаше, може би знаеш, па друг континуитет вадат. Нели во тие разбиени организации во комунистичко време има една ВМРО Правда. И се може од таму вадат континуитет се од кај. И адресата каде што се регистрира Башка нели убаво име Правда. Кај извесен Драги во Ѓорче Петров. Да, и вчера имаш реакција на кој само да докажам, кој во градот оди под прекарот книга. Затоа што бил книговодител, чинам, така нешто беше. Ја мислев, пошто многу читал книги, ама после дознав дека пошто бил нели книговодител и вчера Никола Груевски напиша многу интересен пост. Обично него нели коментираме Груевски затоа што сепак се работи за човек во екзил, но тој вчера демантираше било каква поврзаност со оваа партија и рече дека, односно објасни дека тој Драги, извесен Драги Митковски, му е другарче од детството со кој се играле криенка во мало, такви работи дури да имале 15 години, но тој Драги Митковски во градот лажно се представувал како негов советник и добар нели другар и соработник, нешто што според
тврдењата на господинот Груевски, Драги не бил, односно, како пријатели од детството неколку пати малски се сретнале, воедно искористи приликата да демантира дека во Будимпешта се сретнал со Артан Груби. И со Максим Димитриевски. И со Максим Димитриевски. Или со Максим Димитриевски. Да. Ова со Драги Митковски многу јако. Ај се представувал дека е советник на Никола Груевски. Ајде да навлеземе малце подлабоко. Сега највеќе ме нервира вака кога во етер мораме да се занимаваме со чаршија, но што да правиме, тоа е тоа. Значи, низ Скопската... Не, ова веќе не е чаршија, они више вака. си прават партија. Меѓутоа, низ Скопската чаршија долго време кружат разговори, чии што пипци одат до 3 адреси. Првата адреса е Бихачка, седиштето на СДСМ. Втората адреса е Илинденска безброј, кабинетот на премиерот. И третата адреса, и прилично најбучна, е Вила Водно, односно кабинетот на председателот Пендаровски. Оттаму се тврди дека во разговорите кои што ги пласираат низ чаршијата, меѓутоа анонимно, без да излезат на телевизија со лице со образ да кажат дека стојат зад овие гласини кои што ги пуштаат, дека во моментов тече некаква си операција за внатрешна поделба на ВМРО ДПМН, па се спомнува дека во таа внатрешна поделба веќе се превземени чекори да биде вклучен и поранешниот лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, и тука веќе се шпекулира дека ќе имало 1 до 3 партии кои што ќе произлегле од ВМРО ДПМН и што ќе го ослабеле, поделеле и што ќе возможеле меѓу другото поминување на уставните измени, па се спомнуваат тајни средби, финансирања, амнестии и така натаму, измените на казнениот законник се ставаат во тој контекст. Се шпекулира дека една од тие структури ќе биде предводена од градоначалничката Даниела Арсовска и дека наводно за тоа ќе застанал поранешниот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Па се другите две не можам да ги лоцирам, не знам што стигнало до тебе. Мене ми е дури смешно кога се 3 структури вака. Како ги бројат лично? Па не, веројатно е. На што мислат? Ќе се обидам да ти преведам. Ај, преведи. Втората структура, нели, која треба да работи за расцепување на ВМРО ДПМН е левица. Не, има мисија да се вика од ВМРО дека се одлеале 3 партии. Од членови на ВМРО. од членови не знам. Не мислат на тоа, апсолутно, туку напротив тоа го издвајаат, као демек тоа е најцрното, највакво, најтакво. Дури Ковачевски рекол 118 ке гласале за уставни промени, овие две се демек однапред отпишани. Значи, ги знам твоите, овако, меѓутоа, предпоставувам дека мислат... Но сепак левица е во многу добри односи со Даниел Арсов. Мислат на некој... Они се во една љубов коалиција, заедно го водат градот. Не, ама... Кога ќе видите ѓубре во контењер, кога ќе видите нечи зград, да знаете, тоа е резултат на левица и на Данела. Мислат на некоја си... цртат некаква си граѓанска, интелектуална, благо пробугарска структура, наводно и тоа можело да произлезе од ВМРО. Не постои. И третото предпоставам дека мислат на овие реформатори што беа на времето, на тоа ли мислат? Не знам, сега не бе, се голем дел се дешифрираме разговорите кои што се инкорпорирани во ВМРО и оној бунтур, како се не бунтур, се извинувам прекрасно. Како се викаше дечко Богоевски, да. Он има своја партија, се вика Македонски концепт. Значи ова се муабетите кои што излегуваат. Ама нешто не е близок со СДСМ, спротивно дури. Ова се муабетите кои што излегуваат од овие кругови и морам да бидам искрен дека постои една субкултура во Македонија поврзана со овие 3 адреси, значи председателот на Републиката, председателот на владата и СДСМ, кои што многу се возбудуваат на секоја вест која што произлегува и која што асоцира на тоа дека ќе имало некаков си расцеп во ВМРО ДПМН. Вчера некако тие муабети, не знам што ти мислиш. Липчо, ама ја мислам дека вчера тие муабети завршија. Не, ќе продолжат. Нема сега, чека се, човеков излезе со јавна објава. Во Македонија знаеш колку јавни објави имало, па
некој не ги перцепирал сериозно и продолжувал со Ама мантрата. не, се збориме за политика. Вистината, не. Се збориме за Ама политика. сега, политика. Сега, не знам кој вчера се смеев. Кој ми кажа, не знам, вели, ама знаеш што, тоа може би јавно, а тајно поинаку. Па Како да, се? тоа се. Ама не, знаеш што ми е смешното? Смешното ми е, тоа го кажуваат луѓе што не се разбираат со политика. Во политика нема ништо друго освен јавното. Како сега така? Ке тргне човек во Будимпешта да им се по телефон, абе види, ова ја јавно, тајно вака ќе тераме. Како комуницира политичар со јавноста? Со членството? Со јавни објави. Не постои ништо друго. Точно Значи, така. гледате што е јавен став, тоа е тоа. Нема ништо друго. Точно така. Мислам, не знам... Целосно си во право, но те сваќам, во Македонија вистината очигледно не си нашла, како се вика тоа, свое место. И има некои работи кои како мантра се повторуваат со цел Нема се согласуваш со мене, дека темата е завршена. Генерално темата не е ни почната. Абе, не е ни почната, ама го засилува. Знаеш, каде некаде од април, од март месец почна. Прво ние не знаеме, сега ова правда, неправда. Ние прво не знаеме дали воопшто овие луѓе ќе успеат да соберат потписи. Да, прилично висок е прагот, види. Прашање кое виси, сега не знам како да Да, ви има кажам. партии кои што веќе не постојат. Либералната партија едно време беше една моќна партија, веќе не постои. Да. Затоа Сега што- е да. движење за, како се вика, Не, тоа е друго. Овако. Трета република. И тоа не е регистрирано, нели? Или да, не е званично како партија, да. ова на Палчо се регистрира како партија или Мислам дека Палевски успеа да собере потписи, собра. Имаше после колку основа. години? Па се трудеше година-две и собра човекот на крај. Добро. Му честитаме. Ајде. Да. Се исто тешко е да се соберат. Може па и ќе соберат потписи, но пак ќе кажеме со која платформа ќе излезе Данела Арсовска да бара било што од било кога Данела Арсовска види е се. носител на, извини, највисоката позиција во градот Скопје и ние не само што не гледаме резултати, гледаме еден дегенеративен процес во градот. Како сега? Зошто би гласал јас за Данела? Не, прашањето е и која е структурата, Липчо. Еве, број 2 е овој, како го рече човеков? Кој што се... Јас, тој постои како некој градски мит за кој јас слушам со години. Добро, ама ништо не значи политички. Мен, Што значи, кој е човек? не знам, ја прв пат сега видов како изгледа така. Добро, тоа е вториот, ајде. Кој е Не третиот сум го член? видел уста да отвори. Кој е третиот член? Веројатно Косана Мазнева. Не знам. Четвртиот, петиот, кој се Таа што е таму една советничка што избега од ВМРО. Добро, кои се луѓето? Зашо се залагаат? За ништо, за Данела да владее со Скопје и да плюкаат по Мицкоски. Тоа е ме работа. Не сум видел анкета, како би изгледала да речеме Истата- ако сега има избори за гранатон? Истата задача која имаат пар партии во Си видел во таква државата. анкета? Што? Како би изгледала сега избори за градоначалник? За избори за градоначалник не, ама оценката на локалната власт во градот Скопје на анкетите онака има преовладува негативен став за Данела Арсовска. И сакал да видам анкета каде што ќе бидат прашани за тоа за Данела, еве посебна партија прави, за Коце, еве да речеме, и за Шилегов. Прилика знам како ќе спадне мајте да Од прилика нема потреба да се фрлаат пари на таква анкета. Ти ќе кажеш да Ја ќе ти кажам дека Добро. после како се вика Јосип Броз Тито веројатно За градоначалник на Скопје. тоа е тоа. Веројатно Тито па овој како се викаше. Коце. Коце, да. Не, еве, пак ќе кажам, знаеш, ворете демократија, секој нека се обиде, секој нека проба, така. Апсолутно. 1000 потписи, ако ја фати, како се вика тоа? Ако го фати расположението, волјата на граѓаните, зошто да не на крајот на криштата? Се случувало, партии се создавале, партии пропаѓале. И тоа ќе се случува и во Македонија, не една се случувало, на пример, еве, каде е демократска алтернатива? Постои уште демократска алтернатива, Липчо? На кој? На На Васил Циле? Кукуски. Не. Ја мислам дека и она е дерегистрирана од... Не постои, Не знаеш постои. од кога не постои демократска алтернатива. Знам Нели? дека последен пат на локалните избори која година беше? 2005-та, море. Добија двајца
Есма и Чоревски актерот влегува во Совет на град Скопје. Како се зборувам, значи партија која што имала 14 пратеници. Тоа не било за подценување. Еве ќе видиме што ќе направи Данелка, но Тоа милена партија, Комунистичката партија на Македонија на Тодор Пеливанов. они у не левица постои. се Претопили. се претопиле, да. Добра, ама не постои да регистриран. ВМРО се повикува на Новој Кал се вика на Борис Сарафов, а ПАСЕВ се повикува на Тодор Пеливанов. Тоа е добар шахист велат беше. Ме виделе тоа. Тодор Пеливанов. Но И добра кобасица знаел да пече во кабинет. знаеше да прави во кабинет. Не знам за кобасица, за шах знам дека чекавме пред испита, нели? Додека да заврши симултанката помеѓу него и исто веќе покојниот професор Чокревски. Кој тоа добро се чекаше, ти текнува. Тоа не беше... Ја Чокревски не сум го фатил. Не, па не го фативме и ние, ама фативме чекање додека да заврши партија, него меч од 5 партии шах. Значи, да кажам, во 9 почнуваше во 3 сата. Евица, да, резимираме. Даниела Арсовска, еве, ќе видиме што ќе направи, дали ќе собере подписи, но очигледно е дека се работи само за уште еден обид за расцепкување на опозицијската ВМРО ДПМН и тука обид, веројатно таа политичка партија утре ќе заврши во коалиција, да речеме, со Гром во некоја констелација и со Левица. Веројатно Не, со левица нема да заврши со коалиција, нема шанси, еве ти кажам. фронтот на нездравиот разум. Нема шанси. Нема шанси, овие ќе сидат самостојно, ќе си опстанат како партија, ова другова нема врска. Не може да. Зашо викаш дека Стефче нема да опстои како партија? Стефче сериозен субјект. На локално ниво тој покажа дека има жиловост во Карпош, меѓутоа на национално ниво мислам дека ќе биде тешко да покаже приказно. Стефче надвор од Карпош е Таму покажа жиловост. Тоа мораме да го констатираме. Значи нема бегање, народ го избра. да. И во тоа во едни поларизирани избори тој успеа да се пробие, секоја чест за него, иако исто без како се вика, без ВМРО и он немаше да победи, воопшто. а Данело немаше ни да постои. Тоа е разликата и веројатно од периодот на преземање на ова ново раководство на ВМРО ДПМН до денес, значи Данела Арсовска е најголемата грешка на оваа партија, тоа што ја кандидираа да биде градоначалник за град Скопје, таа грешка мора да се нотира. Тоа е грешка за која Добро, sad долг е списокот се, ако тргна со грешки, ама добро. Ова е во врвото. Што е нормално, види. Жив организам, жива партија, грешка мора да има. Други грешки, вакав со фатални последици. Може они имаат грешки што на нив им штетат. И тоа е си нивен проблем. Не би им навлагал во тие грешки. Но грешката Данела Арсовска не ги засега само нив. Ова сакам да ти кажам, знаеш, ако најсмешно ми е кога некој од партија ќе каже, од било која партија, ова е внатрешна работа на нашата партија, демек као суверена земја, тоа демек да не се коментира. Партија постои за да, значи кога ќе гледаш социолошки или било како. Партија постои да функционира што ќе владеат со државата, со општината и така натаму. Да. Не може да има внатрешна работа. Па зашо бе мене Ивица постојано ме критикуваат по Facebook дека јас цело време сум се бавил со левица. Ме критикуваат што Ако да е па ја еве давам функционер на левица, пратеник што нема завршено факултет, Борис Крмов, до ден и денес нема. Вчера немаше и денес нема завршено факултет и утре веројатно ќе нема, пошто треба години за да заврши факултет. Не бе тоа што коментираше во ред, меѓутоа па види, па и тие што ти коментират и тоа е во ред, демократска размена бе, демократска дебата, така ли? Не бе, ја не ги спречувам апсолутно. Има тука Они може да дебатираат колку сакаат. Мене ми е многу симпатична таа дебата меѓу тебе и левица. Значи они може да коментираат колку сакаат, но на крај, сега види. На време е заморно, понекогаш, да, на пример вчера левица мене ме разобличија. Како те разобличија? Готово, ја разобличија, ми најдоа снимка од пред 3 години на караоке со другари како пеам, ужасно. Да кажам. И со таа снимка како ужасно пеам ме разобличија. На караоке, забава. Сега ја какви снимки имам,
кај мене у канцеларија кој од све од левица не доаѓало од тамо секретари у партија, што све не се правело, што све не се зборело, и имав видеонадзор нормално, сериозна компанија сме, и си ги чувам, ама сега да седнам да ги објавувам, не планирам, чекам прво да станат, не знам, министри, нешто, повисоки функции, па да им ги објавувам тие снимки што прават кај мене у канцеларија. И јас, за разлика од нив, нема да се крием пред лажни некои си тамо пејджови, ке си објавам, видете што прави, не знам, сега е секретар, тогаш не знам што ќе биде. По функција кај Златев у канцеларија. Кај мене во канцеларија, со опис, со све комплет. Опис и попис, како Опис, да, не сум ја као нив. Значи, молим те више. Да се крием позади ова, јас све си кажувам јавно или јавно кажувам. Дојдовме до делот на нашата емисија Злате versus Левица. Значи ја јавно си кажувам, нема завршено факултет Крмов, нема ден работно искуство, ако некој смета дека тој кадар нема денар заработен у живот, нема ден стаж, нема факултет завршен, нема образование, дека тој треба да ви ја води државата, тоа е шана вистина. 6.000 души сметали го поддржале. Им посакувам среќа, еве. Иако верувам дека доколку знаеле за ова, јас што го кажувам, дека тој човек е без работен стаж и без факултет, не верувам дека 6.000 луѓе би го гласили. Токму затоа сметам дека е важна одлуката медиумите да се бават со овие луѓе кои утре сакаат да ја водат оваа држава, да стрелјаат, да прават. Тука имаме различно мислење. Ја мислам дека не е лош пратеник. Еден од подобрите. Искрено зборувам. Овој парламентарен состав. И ја не гледам, мислам што е добар, што кажува? Добар е, убав е, кажува, зборува. Што кажува, што зборува? Ја не сум критикува. Еве, почитувани слушатели, ако некој се сеќава на нешто од Борис Крмов кажано, секогаш кога станувало збор слободно, секогаш кога станувало збор за работи кои што се поврзани со жестока опозицијска работа, тој бил говорник и говорил добро. Така што не. Ја не, ај цитирај ми нешто, не се сеќавам. Јас се сеќавам, еве ти кажам. Еве, ајде, кажи ми една реченица. Во расправите и ама една реченица, измени, една друга реченица, што каже? За уставните измени. Неговите, дека е против уставните измени. Многу јасно и гласно, и недвосмислено. Така што види, ја во тој контекст е еден од попристојните луѓе во собранието. Еве, слушателите велат дека треба да почнем да правам ја караоке забави по Скопје. Тоа не е лошо. Може да биде тоа и некој нов бизнис. Бизнис, да. Поздрав до Јован Ване Петров. Каде е Ване бе? Еве, Златев оставија левица више, ќе видиме после избори, кажи кој у ВМРО сноси одговорност за кандидирањето. Ти дадеш на тие што немаат факултет, многу ниско и недолично. Не е недолично. Значи, не е недолично. Тоа е важно некој да има факултет. Значи, ако сака некој да биде било што, не, за пратеник е важна една работа, да ја добие довербата од граѓаните, фактот. Значи, види, јас сум имал, ја и ти знаеме прекрасни синдикални раководители кои што немаат. За да бидеш синдикален раководител треба да бидеш работник. За да бидеш работник треба да бидеш вработен. Зашто некој од тие Борислав Крмов никогаш не бил ни вработен. Зашто некој од тие синдикални работници Борислав не бидат Крмов во собрание? Не знае, еве, јас тие луѓе работници најмногу ги сакам. Јас сум дете на работник. Татко ми не бил со факултет. Ли тие луѓе да бидат во собрание? Татко ми бил електротехничар. Значи, но Борислав Крмов ниту работел нешто, ниту бил што, не бил дел од работничката класа. Борислав Крмов не знае шајка да закови, да завари, овакво како се вика, конструкција да намести, ништо не знае. Човекот е табула раса, на 40 години, нула. Работно искуство нула, образование нула. И левица вика, овој човек ќе не води. Како да ме води мене човек, кој не да е бравар, ти то бравар бил човекот, ме разбираш. Тест возач на Рено бил. Ме сваѓаш? Ама овој не бил ништо. Овој единствен ангажман во животот му бил мачки, да храни кучиња по штип. И сега тој да ме води мене. Тој да ми биде репер. Или овие снимки што имам за нив. Одиме со еден блок реклами, почитувани слушатели, по кои се враќаме назад. Ивица, значи, разговаравме за проектот опозиција на опозицијата.
Добро, секојаш го имал овој проект и порано, и секојаш Да, се завршувал сеќавам, имаш уште 2013 почна. Кој би 2013-90 уште почна на првите избори. Да. Да не зборуваме за после, па Голубовски нели го имаше некоја ВМРО демократска партија, па имаше она социјалдемократската партија нели што глумеше, постојано има вакви работи. И постојано е неавтентично, луѓето тоа го препознаваат, сега да се разбереме. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи долго се шушкаше за ова, еве сега гледаме дека се појави и кој знае што очекуваат овие, види, не ми изненадува тоа што околу оваа работа е ангажиран толку многу Пендаровски, затоа што Пендаровски не е политичар, тој произлегува од овие структури и он мисли дека политиката така се прави, знаеш. Еве за, не ми за да изненадува. ги еве Ивица, за иако имав своевиден бан, нели, за да се пренесува левица како штетен дел на нашето општество, еве сега го повлекувам банот и им го читам последното соопштение од вчера. Левица бара кривична истрага против поранешната директорка на клиниката за онкологија поставено од ДПМН. Значи, ако не е ова одработување на власта, Не е. која во овој момент е како значи, Левица бара, еве ти, официјално на нивниот сајт е ова. Добро, ма сега види се. Кривична истрага против поранешната директорка на клиниката за онкологија поставена од ДПМН. Извини, на власт Со нивни 6 години, зборови. на власт 6 години СДСМ и ЗАЕФ, јас се ќе занимавам со луѓе што Ама што не, беа не. сојузници кои што чекорева наму во јули 2022 против кои уставни сојузници измени. со? Немам намера, сега ти Значи кажам. 6 Ајде. години влада на СДСМ, Ајде. она што се случува на онкологија, сите видовме што се Ајде. случува сега, они не бараат, нема тука кривична одговорност за Ајде, власта во ајде, соопштението. ајде. Бараат кривично. Што е ова ако не е одработување Добро, за ајде. власт? Окей. Зашто? Окей. Зашто Ајде, Чекореле одиме, овде? Ајде. Зашто Чекореле објасни? Против уставните измени. Кривична како? Ајде. истрага против поранешната директорка на клиниката за онкологија пред 6 години што била, ја кога сум бил млад. Пред 6 години сум имал 20 и колку? 25 години сум имал пред 6 години. Значи, пред 6 години, за тоа бараат кривична одговорност, еве ти соопштение од сега, од денес. Ако не е ова одработување за власта, ако не е ова штитење на Ковачевски, Ма как? јас сакам да чујам што е. Ајде, молим. Сакам искрено да Ајде, слушнам што е. Ајде, молим. Очигледно е и Данела Арсовска, и Левица, и за жал, иако многу го почитувам како градоначалник, извонреден градоначалник за општина Карпош, за жал, свесно или несвесно и господинот Стефче Екимовски ќе остане во таа група. И се надевам дека прв ќе се вразуми како вистински патриот таму. И мислам дека веќе полека има будење кај него некако. Ова е јасно. Овие сите, и Данела, и Левица, се во проект на СДСМ за рушење на опозицијската мисла. Да. Затоа што Ето, во ситуација добро. кога се фатени на дело ти да бараш за некој директор кој бил некад, одговорност кривична, да не бараш кривична одговорност за Филипче. Нигде не побарале кривична одговорност за Филипче, сите знаеме дека тој е одговорен за ова. Нигде не побарале кривична како не одговорност. побарале? Ај, се, не не, побарале. ај, молим. Извади ми бебе, отвори на Левица ајде, сајтот во молим те, последните ајде, молим те. 20 дена кога Ајде, молим. побарале Ајде, за случајот онкологија за како не Филипче побара? кривична Побара и за- одговорност. побара за- Не за- за- побарале за- нигде. Добро, Нигде. ајде, добро. Секој Добро. што вели дека Добро. дека побарале лаже. Се. Лаже. Ајде, молим. Очигледно е. Очигледно е дека работат. Еве ви. Подобар доказ од ова утро што ви го прочитав, отворете сите Левица на Facebook, можете на levica.mk, сите ќе најдете ова соопштение. Значи, Слушателите велат од авион се гледа за добро, да, работа. ајде, Верете. Значи, да, точно, проектот е Данела на власта и оваа партијата Правда Левица не е. Ја така мислам се. Скромно. Колку што јас, моите интелектуални и
аналитички способности тоа го како се вика. Која аналитички способности? А моите лични, еве. Колку што јас имам способност за интелектуална промисла и анализа, ја не гледам дека левица Значи, одработува твојата на власта. интелектуално промислена анализа смета дека е добро тоа што се бара кривична одговорност за Не, мислам дека ова е глупост, ама не мислам дека како вие е одработуваш глупост? на власт. Добро. Епа за кого одработуваш? Види се. Мислам дека Еве за кого одработуваш доколку сега во овие моменти бараш од ВМРО одговорност за нешто што се случува сега. А за кого одработуваш ако сега работиш против левица? За македонскиот народ. Не, обратно. Истиот тој македонски народ кој левица го Не изманипулира е така. да не се попишува Не е како така. македонски Не е народ и така. поради тоа Не е така, еве ти бројот на кажам. македонци во Македонија е намален. Меѓу опозиција. Истиот тој македонски народ кој беше забележиш, оштетен јас со немам шарената намера- револуција. Немам намера, значи по мене. Не ни бараме од тебе да имаш намера. Немам намера да влегувам во овие меѓуопозицијски нелогични расправи. Не со ова Ја меѓу како што ги осудувам левица што го напаѓа ВМРО, така и ВМРО го осудувам што напаѓа левица. Не гледам тука логика во таа работа. Никаде. Ебе, ама кај ВМРО ја Политичка напаѓа логика. левица? Кога е излегол Христијан Мицковски? Еве, пример кажи. сега. Димитар Апасиев има 10% неделно против Христијан Мицковски. Каде ВМРО ДПМН е еден став на Христијан Мицковски да каже Апасиев е ваков, Апасиев е онаков, да го пцуе како што Не, Апасиев Христијан Мицковски нема такво нешто. Епа меѓутоа, зошто? Епа каде е? Кај се напади од ВМРО? Што е очигледно? Еве, кажи ми, објасни ми. Очигледен. Кажи ми, спартиско соопштение на ВМРО. Очигледен е собират. Колку има? Овие имаат 50, ВМРО нема ништо. ВМРО не се занимава со левица. Очигледен е и безпотребен е овој судир. Тоа Ама го нема кажам, судир, Има, човече. како нема? ВМРО луѓето си бркаат работа, нешто се борат таму Има, прават нема, што прават. и е бура во А овие чашата. постојано, Да, и овие се постојано борат. секој ден Добро. го напаѓаат ВМРО И овие се борат. Ја не осеќам Ова е- ова е потреба бура во ниту да чаша го вода. бранам ВМРО од левица. Ја во овој момент чувствувам потреба пред македонскиот Ова е- народ да објаснам каква шарада има од таа Ова е страна. буре во чаша, ова е буре во чаша вода, нема врска, најде. Значи секој си го бара својот начин за борба против оваа власт. А Тоа е левица злото кое го што треба да барат се слуши- борејќи се сруши. против директорите кои некогаш Тоа биле е злото кое што треба да се сруши е кога Дедо оваа Ное власт. Јакова Ларката биле Предводена од директори. Зоран Заев. И до ден денес предводена од Зоран Заев, тоа е суштинското зло и суштинскиот проблем што го има оваа Македонија. И јас на тоа го посветувам, ево овој мој скромен јавен ангажман. И тоа ми е идејата, како ќе терам. Ако забележам, еве, која ќе забележам некоја, знаеш како го викаат тоа во Америка, нели викаат дека има само никната трева, а ја знаеш онаа вештачка трева на стените викаат астротурф. Кога некој вештачка трева ќе засади. Ова од прилика на Даниела Партиева личи на тоа, на астротурф засаден против, тоа не се ни сади, тоа се поставува, така, против опозицијата. Но ова другова ми е, како да кажем, се губи политичка енергија кај што не треба да се губи. Не губиме политичка енергија, јас не сум политички активист, јас само мене ме работа да ги разобличувам политичарите. Се што е политичка дебата е политичка енергија, знаеш. Еве ти кажам, ја во оваа емисија кажав дека Даниела Арсовска е најголема грешка на ВМРО ДПМН, нешто ВМРО ДПМН до ден денес не сака да го признае. Како ја тоа одработувам за ВМРО ДПМН? Не одработувам ја за ВМРО ДПМН. Кој рече тоа? Јас само ги кажувам фактите онакви какви што се. А онакви какви што се, гледаме една шарада и лажна опозиција, односно опозиција на опозиција, што математички кој ќе постоиш, опозиција на опозиција еднакво на власт. И тоа е тоа. Нема тука. Добро, малце. Добро, логика. Ама нема тука. Ова што имам јас да го бранам, не го бранам ја ВМРО од левица. Јас само кажувам дека левица е лажна опозиција и тоа ми е должност како новинар да го кажам за луѓето да го знаат. Јас не мислам така и добре да имаме дебат. И моето мислење го покренав со факти кои ги видовме сите. Твојот факт е што левица биле на протест некој. А не е така, извини. Нивната политичка работа во изминативе 6 години упатува на тоа дека тие се опозиција на оваа власт. Искрена опозиција, нема спор тука. Нема искрена опозиција која од во 10 соопштенија неделно ја критикува опозицијата и во една ја критикува власт. Тоа е искрената. Таа меѓу на ивица перцепцијата за искрена опозиција. Таа меѓу опозицијска, како да речам, тензија ми е
Океј, ако за Чудно. тебе тоа е искрена опозиција, 10 соопштенија против опозицијата, едно против власта, Ајде. математички, ако тоа е искрена опозиција, тогаш имаме разлики во Ова е дефиниција. весела математика, не е баш така, обратно е. Ама ајде. Не е обратно како обратно. Не, Вчера прво соопштение денес од Добро, Сабајле е ова. меѓутоа весела математика, Дека обратно е. требало да одговара некоја си некогаш што била директорка од ВМРО. Браво. Извонредно, браво, секоја чест. Тоа е глупо, еве ја кажам. Да се знае кој треба да договара и се знае како ќе течат работите. Овако. Барат слушателите Ивица да ја прокоментираш изјавата на Рот. Од кај да почнам бе? Од почеток, Од кај да почнам се? има коментар тука. Значи вчера имаше две изјави, имаше една изјава на специјалниот пратеник на за Западен Балкан на германскиот како е тоа? У директен превод е надворешен завод, Auswärtige Amt, значи Министерство за надворешни работи. И на Михаел Рот, кој што е председател на Комисијата за надворешна политика на Бундестагот. Вчера и двајцата беа во Скопје, видовме дека имали изјави со целиот политички врв и дадоа прилично силни изјави околу уставните измени. Значи ќе одиме прво со Рот, кој што кажа дека од Македонија се очекува да го промени уставот, а зборуваше некои 6 предлози за реформирање на процесот за европската интеграција на Балканот. Истовремено ја барам сега изјавата, зашто сакам ова да го искоментирам, е следново, вели вака. Ова е на Сарацин, изјавата, вели: посакувам политичарите во Македонија да најдат заеднички начин да исполнат оваа тешка задача. Уставните промени не се многу големи по содржина, но предизвикуваат големи емоции и двоумење кај луѓето. Знам дека луѓето често се провитиват на големите европски одлуки, но не е јасно зошто оваа одлука е толку тешка. Тоа е мал чекор. А посакувам земјата да го најде заеднички пат. Германија сака и ова заеднички ќе го помогне. Види, ова беше за мене едно откритие, вели, знам дека луѓето често се противат на големите европски одлуки. Значи, влезот на бугарите во уставот станала европска одлука и ова е знак зошто власта на СДСМ час поскоро треба да замине. Значи, не доведува до тоа европски одлуки да се нарекуваат одлуки кои што одат кон поништување на државноста на Македонија, бришење на македонците од како етникум и бришење на македонскиот јазик. Значи никој не крие дека ова е Добро, сега што внесна бугарите во уставот, како ќе се избришат Македонија? Извини, значи зад ова стои што каже овоја трибуна? Ќе тоа се танели ќе... Не, извини. Кој го финансира? Си тврди човек од Бугарија. Па што понатаму сега да зборам? И токму затоа по мене уставните промени не треба да поминат. Затоа што после вакви инсистирања, ако не поминат уставните промени, ќе може да се седне на маса и да се разговара рационално. Ова не се нереални стравови. Ова се реални стравови на македонскиот народ. Многу реални стравови. А Рот и Сарацин дошле во Македонија, не отишле во Бугарија, од многу прости причини, затоа што овдека имаат власт која што буквално нема никаква грижа за македонскиот народ, за неговите потреби и така натаму. Мислат дека со еден многу мал притисок тие ќе успеат да премислат некого. Дури Рот вели дека нереално е да се очекува да се отвори преговарачката рамка и дека Германија ќе биде против тоа. Извини. Значи, веднаш во старт кажувам. Значи, ако нешто, тој доаѓа од
партијата на Вили Брант, од Социјалдемократската партија на Германија. Ако нешто ја одликуваше оваа партија во после Втората светска војна, Социјалдемократската партија на Германија, тоа е токму тој проект да се овозможи секој во Европа, секој во светот да си го заштити својот идентитет и тој да му биде уважен. И тој да вели Германија ќе биде против. Германија ќе биде против борбата за сочувување на македонскиот идентитет, па не можеме вака да дискутираме, извини. Да. Значи, или ќе дискутираме равноправно, или ќе дискутираме рационално. Или нема да дискутираме. Под уцени, под закани и со плиткост не се дискутира. Емотивните ми се ова, Љупчо, ама не може поинако да ги тераме. Значи, без разлика. Доаѓаат 20 значени представници. Рот е висок функционер, политичар во Германската социјалдемократска партија. Сарацин е висок функционер кај германските зелени. Не бива ваков разговор. Многу би им се притресуваш. Не е така, види, види. Ова не се случи, луѓе, не можеме ова да го игнорираме, пази. Ова не се случи, луѓе. Не. И со нив се зборува сериозно и треба сериозно да им се каже. Ти го критикуваш ВМРО ДПМН, ја ќе го критикувам. Јас сум присуствувал на форуми каде што вакви чудеси се отчутувале. Тоа е за критика. Кога ВМРО имало одговорност на времето. Не сме ништо да се отчути. Ради отчутување стигнавме до овие работи. Со подпис, значи СДСМ мислеше дека со 2-3 подписи ќе направи некоја си сериозна обществена промена. Што направи? Ја доведоа во ќорсок како оваа држава. Доведоа до ситуација македонците во Македонија се прашуваат дали ќе им опстои државата. Мислам, не треба луѓето да имаат дилеми, ќе опстои државата и ќе опстои како Македонија. Немам никакви дилеми околу тоа. Меѓутоа, се доведовме во ситуација сериозни луѓе. Сериозни луѓе да не подценуваат. Сериозни луѓе да се подигруваат со нашата интелигенција. Не бива вака. Срамота, ева. И треба така да им се каже, луѓе, дај малце приберете се. Да, така. Они викаат големата слика да ја гледаме, демек на олтарот на европското обединување, демек во однос на европското обединување ова е мала цена. Извини. Обратно е. Види сега, реално, Каква мала цена? која гаранција они имаат дека со влез на бугарите ќе се одблокира? Никаква. Не само тоа, него види, обратно. Па токму заради европското обединување ова не треба да помине. Баш така, да. Обратно. На ултарот на европското обединување треба да се седне сега со Бугарија и со Македонија и види, да не се залажеме, ако сакаат меѓу Словенија и Хрватска застанаа за Хрватска. Значи Европската унија посебно големи, ако сакаат ќе застанат таму на вистинската страна. И тогаш Словенија се искрено зборуваме, не беше управо. Да. Се и најтеш. Сакаше да го злоупотреби своето членство во ЕУ. Како што се Грција и Бугарија, видиш што направи. Видиш што Македонија жртвуваше за таа европска интеграција. Така е. И затоа ги коментираме и Рот и Сарацин, не е варет ова што се случува. Не е варет ова што се случува, а иначе види, да не подценуваме, не се ова случајни ликови, не е како се вика, не е срамота, гледам некои критики, не ми се допаѓаат овие критики. Има некои критики во македонските медиуми кои што критикуваат животниот стил и сексуалната определба на Михаел Рот, тој што сака нека биде, нека е среќен, само жив и здрав, нека е, така ли? Зашо што е геј? Да. И он е отворен, он има брак и така натаму. Најмал проблем ми е тоа. На крајот на краиштата еден од Мислам, не е ни проблем, тоа е слободно. Не само што не е проблем, бе еден од луѓето кои што има прославено Македонија во светот и патењето на македонскиот народ е Роџер Кейсмент. Британски дипломат од ирско потекло, обесен од британците затоа што соработувал со ирските националисти, отворен геј човек. Така сакале и да го уништат овие.
ги објавиле неговите дневници кај што се гледа дека бил хомосексуалец. Тој има кажано, следново го има кажано. Во светот има две тажни приказни. Ирската и македонската. Ирската и македонската. И тој има булевар во Даблин, нема булевар во Скопје, човекот. Сакам да кажам дека дискутирам со Род околу неговите ставови, кои што за жал не се исправни, кои што за жал се обратни од она што тој го кажува. И меѓу другото дискутирам и ги критикувам оние медиуми во Македонија кои што појма немам, тргна да го коментираат неговиот. Кои бе тие медиуми? Па видов таму нешто по тие, извини. Да не се социјални медиуми. Сега тоа на Facebook што пишувале, што ги коментираме. Извини. Ние сме LGBT friendly радио. Секој што сака нека биде, не му спорам никому што сака да прави, како сака да прави. На крајот на крајот и во Македонија живеат две мажи, две жени заедно, што сакаат нека прават. Мислам, тоа она што критикувам се политичките ставови. Тоа е тоа што ми е мене спорно. Илица, мислам дека време е да завршиме утро. Па не коментиравме. Да. Род. Не, види, заборавивме уште една работа. Шо бе? Дека оваа фирмата за која што Војо Османи не знаеше дека бил донатор на ДУИ, била подизведувач на проектов Бехтеленка. Да, вчера видов. Тамо се сликале Артан Груби со 3 микрофони на него. Цвикери, маичка, некаква, и Сакич. Изгледаше као мафијаш од Нью Джерси, а не како вице-премиер на сериозна држава. И со него беше Анџела Агелер, двајцата на настан таму во за повторно почеток на, како се вика тоа, на градбата на Бехтел и Енка. Види, да, и видовме дека и ова морам да кажам дека мораме да го искоментираме тоа смешен ставот на Европската унија и на Соединените американски држави околу измените на казнениот законник. Велат дека ги анализираат. Јас, како да кажам, не мислам дека оваа власт пристапила кон овој чекор без консултација со овие дипломати и мислам дека тие се свесни која валкана игра играат. И смешно е. Мораме да кажеме дека е смешно, нели? Да. Апсолутно е смешно, но... Да. На крајот само, нели, рековме дека ќе овозможиме промоција на едно интересно мемуарско дело. Еден наш близок пријател, мој твој. Да, Серјожа Марков. Серјожа Марков, адвокатот. И неговата книга Децата на партијата. Ја топло ќе ја препорачам за сите оние кои што сакаат да откријат нешто за почетоците и да на знаете ВМРО ДПМН дека како партија. оваа книга, значи, уште ова, значи, мора да се каже, оваа книга е само дел од нешто што ќе оди во повеќе Да, продолжение. значи тоа е негова мемуаристика, меѓутоа И од истиот автор може да очекуваме повеќе како се вика тоа, повеќе дела. повеќе дела. Но да го поздравам, значи лесен е за читање, интересен е и се надевам дека некој ќе го дофати дел од овие неговиве писанија, може убави комедии да испаднат политички, Љупчо. Да. Опишува меѓу другото и внатрешни партиски состаноци како изгледа кариеризам, како изгледа клиентелизам, како изгледа гребење, како изгледа... Значи, Ја вчера малце читнав и морам да кажам дека сум навистина пријатно изненадан. Да, и така што препорака Серјожа, лесно се чита и брзо се чита. Да, и брза е, така, убаво напишана, читливо. Прочитајте нешто, почитувани слушатели. А заборавивме една работа, затоа што сега ако влеземе па внатре па ќе отидеме во една друга насока. Видов дека Малинка има за Республика едно интервју, Малинка Ристевска Јорданова. Што вели? Не, види, долго е. Долги се тезите. Ајде да викнеме Малинка сепак тука да си направиме еден убав муабет со неја. Може. Така поубаво отколку сега да ја коментираме, затоа што има внатре многу убави работи кои што она ги знакаше.
Затвараме дуќан. Затвараме дуќан, почитувани слушатели. Овде е крајот на Еспресо со Златев и Боцевски. Јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. Останете со 107,4. Слушајте добра музика, уживајте во цивилизираноста која ја нудиме на нашата најубава фреквенција и онлайн на lider.com.